Се обидували Зоран Заев да купи пратеници на ДУИ за ново парламентарно мнозинство, како што тоа го направи кога насила ги протурка уставните измени. Ваква дилема се отвори откако во јавноста се погласно се зборува дека лидерот на СДСМ наводно добил ветување од 5 пратеници на ДУИ дека ќе му помогнат да состави влада без Али Ахмети. Дека сепак нешто се крчка навестува и последното соопштение од Бихачка. Во него партијата најавува оти ќе била отворена за сите политички чинители. Ова пак фрла нов сомнеш дали вордингот на СДСМ која зборува за чинители наместо за партии, значи оти се подотвора вратата за можно купување на пратеници. После илинденските празници почнува процесот на преговори за можна коалицијска соработка, но она што е јасно е дека сите пратеници во наредниот парламентарен состав ќе имаат можност да се приклучат на прогресивните сили предводени од СДСМ, кои обезбедуваат успех, напредок и развој. Во меѓувреме, и натаму молк кај коалицијскиот партнер на социјалдемократите БЕСА. Тие ниту денеска не се одважија да одговорат на прашањето на Алфа. Има ли вистина во наводите, оти ќе ја напуштат коалицијата Можеме. Во трката кој да седне во владината гарнитура омекнуваат и навидум тврдите ставови кај албанскиот блок. Идејата за албанец премиер која ја форсираа интегративците се преточи во нови црвени линии. Партискиот секретар Артан Груби во интервју за албански медиум вели оти со идниот коалицијски партнер нема да одстапат од 3 цели: почитување на Охридскиот, Преспанскиот и договорот со Бугарија. Сепак заедно е дециден, коалиција со левица била неприфатлива. И Алијанса за албанците како силен опонент на ДУИ сега не ја отфрла можноста да седне на иста маса со Ахмети. За конечната одлука сепак требало да решат сите партиски делегати. Тука сме со сите политички партии, не исклучуваме никого, така да за нас е многу битно ДУИ да биде надвор од владата. Мислиме дека после 18 години дел од владата кај албанците навистина е еднопартиски систем. Од друга страна и ВМРО ДПМН е со собствени сметки. Од партијата велат оти се во интензивни разговори да го состават новото парламентарно мнозинство. Централниот комитет веќе му даде одврзани раце на лидерот Мицкоски да преговара за нова влада.